Сагата за Рајна, нашата книга на неделата, за која што навистина од страна на вас, читателската публика, се покажа дека има огромен интерес, бидејќи сите книги кои што ги доделивме се веќе подигнати. За кусок ќе ја доделуваме и ова, затоа следите не, но она што можам да ви го најавам во продолжение и ексклузивно интервју со авторката на оваа книга, Олја Петрушевска-Томева. Во соработка со издавачката куќа Сакам книги, одлучивме и оваа седмица, меѓутоа и наредниот период да ја дадеме поддршката која што секогаш несебично ја даваме на македонските или домашни автори, заради тоа што навистина и ние имаме со што да се пофалиме. Олја, ти посакувам добре дојде во нашето студио. Се надевам дека ти е пријатно и дека ќе ја раскажеме убавата приказна и за ова дело, но и за она што е во позадина, би рекла, на твоето издаваштво и творештво. Ви благодарам на поканата, чест ми е што сум денеска тука. Голем поздрав до вашите гледачи. Се надевам дека ме гледат и тие кои што веќе ја прочитаа книгата и од кои што имам позитивни коментари и критики за оваа последно мое дело, Сагата за Рајна. Да, неудамно беше промовирано, 15 октомври, ако не се лажам, минатиот месец. Ми велиш прво официјално дело кое што, нели, е во соработка со издавачка куќа и за кое што навистина се покажа поголем интерес. Ајде малку да ја споделиме приказната, од каде или всушност која е Рајна Алексова? Вака, да, точно ова е прва моја соработка со издавачка куќа. Особено сум им благодарна на Сакам книги. Имавме промоција, како што рековте, на 15 октомври, тука во Скопје. Убаво помина промоцијата, имаше доста луѓе. Мислам, супер организација ете од нивна страна, меѓутоа не е само тоа, имавме ние уште една промоција. Таа промоција беше во Битола оваа сабота. И сега кога ќе ги споредам двете, можам да кажам дека убави беа и двете промоции. Во Скопје беше со повеќе луѓе, во Скопје во Битола може малку беа помалку. Меѓутоа беше многу поемотивно. Затоа што луѓето беа поблиски да, затоа што на Рајна? На Рајна, точно, бидејќи нели Рајна е битолчанка и тие се ја прифаќаат како дел од себе, како своја сограѓанка. Голем дел од нив имаат слушнато за Рајна, што не е случај со луѓето во Скопје, а таа е особено многу важна и ќе збориме за неа зошто е важна. Беше емотивно затоа што дел од нејзините роднини, како и луѓе кои што ја познаваат, тоа се повозрасни луѓе, еве да кажам со солзи во очите, значи слушаа за Рајна и како мене, како не една скопјанка, дојдов до идеја да напишам книга за една битолчанка, Рајна, која што воопшто не ја ни познам, нити пак имам некаква врска ниту со Битола, ниту со семејството на Рајна. Да, ма некогаш животот ни крои чудни патишта. Така, точно, да. И убави работи ни подготвува. Така беше и овој пат, мислам да вистина чиста случајност како јас разбрав за Рајна. Значи тоа е да кажам дежаву. Значи една година слушам, јас сум љубител на утринските програми, си ги гледам сите утрински програми на телевизиите. Така и таа година беше Времеплов на некоја од телевизиите, не е ни важно. Слушам на денешен ден народена Рајна Алексова. Добро, ми остана тоа вака како глава, слушнав дека е таа првата фармацевка на овие краишта, меѓутоа толку беше. Следната година повторно, веројатно на истиот ден, бидејќи исто беше, да денешен ден е родена Рајна Алексова, повторно слушам и викам ова е знак дека јас треба сериозно да проучам која е Рајна. Во меѓувреме има време, бидејќи бев болна од корона, и така почнав да истражувам за Рајна. Прочитав се што можеше за неја да се најде на интернет, значи преку Google пребарував. Меѓутоа тоа не беше доволно и во тоа време се уште немав идеја дека ете за неја ќе пишувам книга. Меѓутоа како читав, да кажам ете на некој начин се поистоветив, ама ете од женски аспект како жена. Жена која што сака да се докаже, да успее, да остави белек, воопште да докаже дека е некој нешто, така и Рајна, мислам незината борба за да се докаже, да се покаже и успеала во тоа, ме провоцираше да дознам нешто повеќе за неа. Ете, јас дознав за незината работа преку социјалните мрежи и преку интернет, меѓутоа не знаев ништо за незиниот приватен живот. Во еден од тие надписите кои што ги читав, разбрав дека таа има внука, Нина, која што живее во Словенија и кој што... Успеи со Нина да се поврзаш? Да, со Нина се поврзав, точно. И Нина, пошто го имав името и презимето, таа не живее во Македонија, разбрав дека живее во Словенија, меѓутоа ја искуцав на Facebook и видов дека имаме заеднички пријатели, една моја роднина. Со тоа што Нина е повозрасна од мене, меѓутоа ете на иста возраст со мојата тетка.
И се јавив кај титка ми, викам вака и вака, она вика кај ти текна, вика Ина, Нина, Рајна, вика јас сум во контакт со неа, ќе ве поврзам. Нина беше пресрекна, ми го раскаже и она и незината братучетка Тања, сето тоа што го знаеа за Рајна, за нејзиниот живот. И мине така ми дојде, не знам како, да морам да напишам книга за неа, затоа што жената навистина заслужува да се слушна која е Рајна и што таа постигнала. Така почна приказната за Рајна, така почна моето истражување. Инаку ќе кажам, јас оваа книга ја пишував цела година. Да напоменеме дека не е фактографска, така? Не е фактографска, тоа точно е историска книга, да кажам, е биографска книга, така. Меѓутоа сепак е роман. Значи не се сведува на фактографски податоци од типот на денешен ден се случило тоа и тоа. Која раскажува приказната како е пишувана? Па приказната е пишувана не е како она да ја раскажува, како Нина да ја раскажува приказната, да. Како внуката. Како внуката, да. Имаше можност Нина, претпоставам, да ја прочита? Па јас бидејќи пишувам нели за луѓе кои што навистина живееле и се уште живи луѓе, јас ја дадов на незините две внуки, тие ја прочита, има забелешки, нормално нели во некој период кај што имав сгрешено, сакаш да кажеш ја даде пред да се издаде официјално. Пред да се издаде, сакав они да ја прочитаат. Они има кај што има укажувања, ми кажа, јас тоа го поправив. Мислам, благодарна сум им затоа што прво без нив нема, тоа е взаемна благодарност и тие мене ми се благодарни дека јас напишав за нивната прабаба, да кажам, пратетка, пошто таа не име, Нина немала деца, мислам, меѓутоа незиниот брат и децата од незиниот брат таа ги доживувала како своји деца, бидејќи заедно живеели и таа пораснала и тие се фармацевтки го продолжиле незиниот пат. Да. Многу интересно, ова е нели роман кој што е базиран на вистински настани, на вистинска животна приказна која што пред малку Олја ви ја раскажа во куси црти, иако верувам дека било едно забавно патешествие додека да дојдете нели до сите вистински информации. Инаку Рајна Алексова е првата школувана аптекарка не само во Македонија, туку на целиот Балкан. Да. Олја, какви се првичните коментари? Речи си месец дена по промоцијата, ние навистина го видовме големиот интерес од читателската публика која што има утринска на Телма, меѓутоа верувам дека веќе ги добиваш и првичните реакции. Точно, значи има многу позитивни коментари за книгата. На луѓето особено им се бендисува тоа што таа е книга за една вистинска личност која што навистина живеела, затоа што ете на некој начин ние оживеавме сега Рајна, односно незиното дело. Сега моите пријатели сите одма ја прочита веднаш. Еве, значи буквално кога некој ќе ја земе книгата, другиот ден ми се јавува ја прочитав книгата. Да, во еден зив, лесно читлива, вика не можам да ја оставам, навистина Ептер ни се бендисува. Тоа ќе кажам, веројатно моментот дека се пишува за вистинска личност ги привлекува луѓето да ја прочитаат книгата и која е рани што све таа направила и постигнала. Кои што може би нели слушнале, ја знаат доволно показната, сигурно дополнително ќе се мотивираат да ја отворат и прочитаат. Не поентата тоа што само Рајна ете во тоа време кога женските деца воопшто не се образувале, многу малку од девојчињата се образувале, таа завршила основно, потоа средно училиште во Солун и заминала за Швајцарија, Лозана, каде што го завршила факултетот. Таа била единствено женско во првата генерација на фармацевскиот факултет и завршила едно од првите, да кажам, втора диплома е незината диплома. Меѓутоа не е само по тоа позната, понатака продолжува незината борба. Значи таа била првата фармацевтка од Виена до Атина, меѓутоа и првата која што добила дозвола за работа. Значи жена да работи, да биде жена предприемач. Многу препреки поминала, дури напишала писмо и до султанот и потоа валијата. Па не, така да не откриваме, меѓутоа да не откриваме доволна провокација и самиот наслов и самата жена Рајна Алексова. Споменавме за оние кои што и делумно слушнале или можеби во голем дел не знаат приказната, сигурна сум дека дополнително ќе откријат нови детали за незината животна сторија. Олја, ние предно кога споменавме, ова е твојата прва книга која што официјално издадена на Издавачка куќа, ова е драма, меѓутоа она што претходно зад камерите го коментиравме, јас и ти ја би сакала и со публиката да го споделиме. Ти си автор на уште две книги, од кои што едната е психолошки трилер, малку сосема поинаков жанр од
од ова што е сагата за Рајна, но имаш напишана и детска книга. Се обидуваш во различни жанрови, која е вистинската Олја своја на своето или се уште го откриваш тоа? Не го откривам, тоа е вистинската Олја своја на своето. Јас сум таква и по карактер, сакам различни работи и сакам и на различни жанрови да се испробам. Првиот роман што го напишав, Од маздата на богомолката, тој е психолошки трилер, како што кажав. Тоа навистина ме беше предизвик, едноставно еден ден решив во непосреден разговор со пријателите, книга како е да напишеш, па викам јас себе ќе се обидам и навистина за 3 месеци ја напишав. Не бев само издавач бев за таа книга и за детската. Детската може би беше првата, значи тоа е волшебната авантура која што е уствари содржи 2 дела. Едниот дел е од сите оние, значи инспирирана е од сите оние игри, разговори, смеи кои што јас ги имам со моите деца додека растеа. Другиот дел е јас, Ана и нашето детство. Всушност се работи за мојот син Филип и неговата братуче Ткани, нивната љубов и дружењето и дружбата. И таа е една убава книга за деца и мене ми е секој пат, таа ми е можеби најемотивна и најдрага, бидејќи навистина секој пат кога ќе ја земам да ја читам книгата, солзи ми навираат на очи. Едноставно тоа е нешто што сум го преживеала со децата и ми е многу емотивно. Вака сваќам и доживувам дека животот е секојдневна инспирација за тебе, така бидејќи не можам да кажам сосема случајно е допрела до тебе во животот и ова со детските книги и така натака, значи секојдневно мислам сакам да кажам си наоѓаш инспирација во се. Значи јас не можам да кажам дека ова ми е инспирација конкретно да посечам. Буквално луѓето ми се инспирација, животот ми е инспирација. Тогаш што е следно од тебе ако си неуморна во пишувањето? Цел живот пишуваш, ми спомена без разлика нели? Пишувам, меѓутоа претежно поезија како дете, мислам учествував на многу надпревари детски. Секој пат сум била во литературната секција, а сега во моментов, иако немам многу време, се трудам колку што можам, бидејќи тоа ми е стварно инспирација, сакам да пишувам, бегство од реалноста, уживам. На некој начин продолжеток на Од маздата на богомолката, бидејќи таму оставив простор за да можам да ја продолжам книгата. Меѓутоа сепак ми е намисла да ја направам независна. Ке може да се чита како 2 дела, меѓутоа независна една од друга. Дали ќе ја прочитаме првата или не? Да, не ветувам со рокови кога ќе завршам. Јас самата сум си многу одговорна како човек и самата пред себе прво. Ќе се трудам да го завршам тоа што побрзо и да ги израдувам читателите со уште една книга. А јас сум убедена дека ќе ги израдуваш со оглед на големиот интерес за ова. Ти посакувам наскоро да го реализираш и твоето следно дело и нашата следна дружба повторно да биде тука во нашата утринска. Ви благодарам на поканата. Олја, прекрасен разговор, се надевам уживаше и ти, се надевам ужива и нашите гледачи. За многу кусо ја делиме и оваа книга на Тилма, затоа останете со нас до крајот, односно до 11, навистина имаме бројни содржини.